Следната тема која што ќе обработиме се однесува на повреди на коските, мускулите и на зглобовите. Најпрво ќе зборуваме за скршеници. Еве во претходниот пример, вашето дете од играње се врати со повреда на раката, со рана која што крвари. Но секако дека многу лесно може да станува збор за скршеница. Скршениците можат да бидат отворени и затворени. Затворени кога нема повреда на кожата, а гледаме само изместување на деловите од раката, и отворени скршеници или отворени фрактури кога кожата е оштетена, како во овој случај имаме крварење и дури може да се гледа и дел од коската. Што можете во тој случај да направите? Еве, како да му помогнете на вашето дете? Си доаѓа дома со рана на раката и гледаме дека е скршена раката. Нормално дека ќе побарате стручна помош, но најпрво што ќе направите? Ќе се обидете да имобилизирате раката. Односно, не смеете да ги движите двата дела од скршеницата. Додека вашето дете се жали на скршеница, на болка, гледате има крварење, можете најобична летвичка да земете и да се обидете да имобилизирате раката. Како тоа ќе го направите? Под скршеницата ќе се обидете да ја фиксирате раката, како во нашиот случај, и после тоа над скршеницата, под и над скршеницата, без при тоа да ги движите, да ја движите раката или да се обидувате овие два дела да ги движите. Запомнете најважно нешто. Не ги движете деловите од скршеницата. Да напоменеме уште една работа. Доколку се работи за многу голема рана, многу голема повреда која што многу крвари, понекогаш е доволно да се направи притисок над раната. Но секако внимателно. Само точно над раната ќе направите притисок од таму од каде што крвари. Не мора да ги поместувате деловите од скршеницата. Доволно е само еден притисок. Втора опција или втора можност, доколку се работи за голема рана на ногата, тогаш сосема е доволно еден ваков завој или било кое друго средство да искористите и на овој начин, како што го преврзавме завојот, да направите притисок над раната. На тој начин, за 15 до 20 минути ќе го исконтролирате крварењето, време кое што би ви било потребно да дојде брзата помош или вие да стигнете до здравствена установа. Ова беше еден начин на имобилизација на скршеница, односно на рака, каде што имаме скршеница. Но има уште еден начин. Доколку вашето дете може да ја држи раката во одредена висина, но не сакаме премногу да ја движи. Во тој случај, доволно е еден шал, марама, што и да ви се најде при рака, движи, едноставно да го искористите за раката да остане во таа одредена позиција. Само ќе преврзете горе на рамото, колку за да не се движи повеќе и сте успеале да имобилизирате раката. Кога зборуваме за повреди на коските, зглобовите и на мускулите, да опишеме уште една ситуација која што може да се случи. А тоа е исчешување на лакотниот зглоб. Или, популарно кажано, сестрински лакот. Како тоа се случува? Едноставно, кога ги земаме, кога ги држиме дечињата за рака и ако ги повлечеме нагло и наеднаш, во тој случај може да настане исчешување, изместување на фрагментите на овој лакотен зглоб. Пошто ќе забележите, покрај тоа што може да ви се жали на болка која што од време на време се појавува и се губи, детето може и да одбива активно да ја движи раката. Доколку набрзо не почне да ја движи раката, во тој случај побарајте стручна помош. Оваа тема за повреди на коски, мускули и зглобови ќе ја завршиме со една нова ситуација. Вашето дете трча по скалите и наеднаш како трча си го подвиткува стапалото. И додека да дојде до вас, почнува да се жали на болка во глуждовите во стапалото и не може да гази на ногата.
Во случаев се случило истегнување на тетиви и на мускули. Што можете да направите, како да му помогнете на вашето дете? Па едноставно, ќе го легнеме или ќе го седнеме, ќе подигнеме ногата, за да помогнеме со ширењето на отокот. Исто така, дури може понекогаш да искористиме и завој со цел да се намали ширењето на отокот. Еве како во овој случај, сосема доволно, ќе ја спуштиме ногата и можеме дури да искористиме по потреба и мраз. Едно пакување со мраз. Значи, запомнете неколку работи. Кога станува збор за истегнување на лигаменти и мускули, прво проверете дали има деформитет, дали има локално оток, дали има болка или осетливост и дали има отворена рана. Откако сте ги провериле сите овие работи, забележувате само локално оток и болка, нема деформитет и нема рана, како што опишавме, ќе подигнете ногата, ќе ставите мраз, ќе преврзете евентуално за да намали ширењето на отокот и може да нанесете мраз. Запомнете, мирување, компресија, елевација. Мирување, мраз, компресија, елевација. Тоа е она што треба да го направите. Повредите може да бидат помалку или повеќе сериозни. Помалку сериозните повреди не го ограничуваат активното движење на раката, односно на ногата, и секако може би се повредени само еден или два прста од шаката или стапалото. Но доколку повредата го ограничува активното движење на раката или ногата и имаме фрактури или повреди на повеќе од два прста на раката, на шаката или на стапалото, во тој случај станува збор за сериозна повреда. Секако ќе побарате стручна помош. Кога станува збор за повреди на коските, во тој случај да споменеме уште една повреда која што е многу сериозна. Тоа е повреда на рбетниот столб. Доколку има повреда во вратниот дел на рбетниот столб, во тој случај може да се оштети, да се повреди рбетниот мозок, што може да доведе до парализа. Запомнете, рбетниот столб е коскена цевка која што го заштитува рбетниот мозок. Доколку имаме скршеница во овој дел, односно во рбетниот столб, во тој случај не го поместувајте детето под ниеден услов, освен доколку не е безбедна околината ниту за детето, ниту за вас. Кога да се посомневате на повреда на вратниот дел од рбетниот столб? Доколку детето не ја движи главата, нема активни движења, не си ги осеќа рацете и нозете, доколку се јавува болка во вратот која што се шири кон главата или кон рамењата, или може да постои едноставно само главоболка. Во тој случај немојте да го терате детето да стане. Немојте да ја движите главата. Доколку детето паднало од точак и носи кацига на себе, во тој случај не ја вадете кацигата се до пристигнувањето на брзата помош. Сите непотребни движења може да доведат до изместување на скршените фрагменти и на тој начин да доведат до повреда на рбетниот мозок. Повреда во вратниот дел на рбетниот мозок доведува до оштетување, односно до одземеност на сите 4 екстремитети, и на рацете и на нозете. Доколку морате, апсолутно морате, заради безбедноста на детето, да го поместите, да го преместите од едно место на друго, во тој случај, како што ви опишавме претходно, можете да го користите ременениот запет.